Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Александар Панов со пратеничката Весна Пемова и кандидатите од листата за советници предводена од Горица Пеливанова Вилхелм пред присутните на собирите ги потсетија граѓаните на делата остварени во претходниот мандат, а ја презентира и програмата со која од граѓаните на 24 март ја бараат довербата за нов мандат за раководење со општина Кавадарци. Александар Панов, зборувајќи пред граѓаните, нагласи дека најголемата придобивка од новиот КЕИ, шеталиште кој пред 4 години беше мртов проект, но благодарение на неговата упорност и добрата волја на Европската Унија, истиот стана реалност. Сега тој е катче каде може да се ужива и рекреира. Им кажа дека на овој потек беше извршена целосна реконструкција на руинираниот колекторски систем, кој придонесе водата во речното корито да биде чиста и во неа повторно да се врати животот. Панов зборуваше и за капиталните објекти реализирани во овој мандат, потсетувајќи на новиот градски плоштад, проширениот и реконструиран локален пат Кавадарци село Ресава, а информираше дека најдоцна до мај годинава и рестрикциите во системот за водоснабдување ќе бидат историја. Токму ова последното дело покрај стотиците видливи остварени во изминатите години се поводот вечерва пред вас да стојам без нималку срам и да побарам на 24 март да гласате за кандидатот подреден број 19 Александар Панов, со што ќе овозможите втор градоначалнички мандат, за да можам да продолжам со нови дела, а за подобро Кавадарци, рече Панов. На средбата беа представени кандидатите за советници од листата на ВМРО ДПМН и коалицијата за која носител е Горица Пеливанова. И таа ги повика граѓаните на 24 март да се одлучат за советничката листа на ВМРО ДПМН.